да се одморам малку. Ајде. Тука си бил, јас мислев уште работиш. Знам зошто си седнал, знам. Си го чекаш пријателчето. Да. Така. Го нема денеска, задоцни нешто. Го нема денеска. Ами, вака си мислам јас, домакине, па ако е тој ангел Божи, и тој си има работа, не седи се ден вака без работа, таму на небото, а може пак и на земјата, може си има некои друзи пријатели, па и таму да отиде и нив да ги види. Може и да има, може и да е така. Ќе дојде. Домакине, вака, поначесто си мислам, каква среќа сме имали ние двајцата, да си имаме пријател ангел Божи. Ете си доаѓа вака кај нас, ке седне и разговор со нас се чини. И јас тоа си го мислам за тоа нешто. Тоа ќе да е така, оти го славиме името Господово. Така ќе да е. За тоа. Така ќе да е. Вистина, па не сме се пожалиле ние на Господа ниту за лошо, ниту за арно. Со неговото име се легнуваме, со неговото име стануваме. Затоа ќе е, затоа. Ајде да не седиме. Уште малку, еве. Гледаш? Ке се стемни. Дај да поработиме уште малку, јас твојата работа, ти твојата. Па ќе дојде утре ако не дошол денеска. Ајде, оди пати уште малку работа. Оре, ангелче, ова година сум наумил јас вака да направам. Да им пуштам на луѓе са пролет и са лето, саде облаци, тешки облаци, и да врни дожд, да се да им скапи што ќе посеат. Да немат ништо за јадење, да страдаат тоа, да се мачат, зашто гледам, ме подзаборавиле. Името мое, името Господово, не го спомнуваат, ни за арно, ни за лошо. Та затоа сега сум наумил да ги научам на ум, да ме познаат кој сум јас. Оти јас сум Господ Бог и моето име чат-пат треба да се спомнува. Ме разбра, ангелче? Убаво што дојде, мило ангелче. Од кога те чекаме? Убаво што дојде да ни каже што има ново таму горе кај вас. А пак и ние ќе ти кажеме што има ново овде кај нас во селово. Убаво што дојде да си малку поразговараме. Чекајте, ќе си поразговараме. Само прво сакам нешто друго да ви речам. Стојам јас денеска на небото до Дедо Боже и го слушам како вели. Вака рече: ќе заповедам оваа година са пролет и са лето дождои да паѓаат. Дождои силни, сиот род да скапе. А знаете зошто? Оти луѓето го забораиле името негово. Ни во арно, ни во лошо не го споменуваат. Вистина е тоа што го збориш, ангелче Божи? Да. Сиот род да скапи. Да. Ами, ангелче, ние сега што да правиме? Па, јас мислам дека вака најубаво ќе биде. Вие семето што го имате, оваа година да не го врлате, да си го чувате, да си ги прехраните дечињата. Сполајти, ангелче, што ни го кажа тоа. Така, добро. Оваа работа ја завршивме. За ова, знаеме. Така, знаеме. А сега да ми кажете друга работа. За селото.
да ми кажете убај работи, оти многу сакам да слушам убај работи. Има многу убави работи. Но, кажи му за Стојана. За Стојана. Знаеш на Стојана? Еден ден. Ги гледам луѓево како се мачат. Тргнале по нивјето, копаат, орат, сеат. Не го прашавме ангелот дали смееме да им кажеме на другите да не работат луѓето, да не се мачат бадијала кога оваа година и така се ке скапи од пусти дошт. Идниот пат, кога ќе дојде, ќе го прашаме. Добар ден, соседи. Дал ви Бог добро, соседи. Како сте? Што правите, арни сте? Не сум ве видела одамна. Мислев дека ќе ве видам на нивана до нашата. Да орате, ама не дојдовте. Навистина, соседи, сите селани изора, посеа, а вие само сејте тука и си гледате. Вистина, оти не орате, луѓе. А? Што думате и што чекате? Сите селани го фрлија семето, а вие на бразда не туривте. Да. И ние не оти знаеме зашто не сеиме и не ораме, туку како да ни влегол некој страв во срцето. И кај ќе ни излезе крајот, само Господ знае. Сега, Господ немал друга работа, ќе гледа дали вие сте сееле или не сте сееле. Да не сакате месен обесен да најдете тука на нивјето, или ова трње да ви роди жито. Не ја бива та работа. Не вели така, комшија. Ако Господ сака, може и трњето да роди жито. А ако не сака, тогаш и од амбар зема. И никој не знае што Господ прави. Така е. Добро де, соседи, па сега не бутете се. Ние лоша мисла немавме, така, жено? Нема. Заарно ни беше зборот, заарно. Ајде, а вие сега како сакате. Ајде. Не, како ќе се лутиме? Зошто да се лутиме? Па не рековте ништо лошо, ништо за лутење не е работата. Ајде, жено, ние си. Ајде. А вие како сакате? Ајде. На овие маки да дојдеше берем ангелот да го прашавме. Ама тој кажа што имаше да каже. Тој си има и други работи. Може Господ го пратил на друго место. И така може да е. Така? Па, ние да си одиме дома, домаќи. Доста седевме за денеска. Да си одиме? Ајде да си. Ајде стани па. Открениме малку. Ајде. И сум се здрвила од седење, морам. Ај. Дедо Боже, ќе те помолам нешто. Ако сакаш да ме пуштиш да отидам таму долу на земјата, оти си имам едни пријатели таму. Многу добри луѓе,
многу мили и многу убо ни иди му абетот со нив. Гледај, ангелче, јас сега не можам да те пуштам да одиш долу на земјата. Чунки тука имаш ти многу работа. Сум наумил јас тебе да те пратам по друзи работи. Ке седиш тука, а на есен, кога ќе дојди време, јас ќе те пуштам да одиш ти на земјата и да се видиш со пријателите твои. На есен велиш? Ага. Ами, дедо Боже, да не биде доцна на есен. Заошто да биде доцна? Ами, ангелче мое, јас знам дали е доцна, дали е рано. Чунки јас сум дедо Госпо. Си помина летото, си дојде есента. Луѓето си зора, си посеа, си ожнеа. А дождовите што требаше да дојдат, да скапат се, ги нема. Луѓето радосни од убавиот род. Сега, кога ќе си сомелат од житото, кога ќе си месат едни пресни погачи, како папајци, весели, радосни, а ние... Што ни е мака, што ни се посеавме и ние. А сега, ќе треба цела година да се задолжуваме и заборчуваме. Тоа сакав и јас да го кажам. А се си мислам, да не ангелчето не го разбрало убаво дедо Боже, или пак ние да не сме го разбрале убаво. Многу се радувам што дојдов при вас. Бре, да знаете што молење мудрив на дедо Боже. Аман пушти ме, тој не. Се некоја работа ќе ми најде таму, ваму, само да не дојдам при вас. Ајде кажувајте, што има ново по селото, дождовите како? Ангеле Божи, дождовите беа толку тивки и благи, што не биле никоја година такви како ова година. Ангелче мило, се стори еден род. Еден род, како роди земјата, што не било никогаш досега. Луѓето ваки, а нашите ниви Ништо. трње и и глогови ни родија. Бре, зар така се стори? Така се стори. Сега ќе одам при дедо Боже да видам што е оваа работа. Аман, дедо Боже, те молам да ми кажеш една работа. Што стана ова? Па нели рече, оти ќе пуштиш големи дождои? Нели рече, оти ќе им го скапеш родот долу на земјата? Јас слушајќи те, отидов кај пријателот мој, му го кажав ова и тој жито не посеа. И сега ништо не му роди, нема што да им даде на дечињата да јадат. Како да се појавам јас пред тој човек? Како да му кажам, оти јас сум виновен за ова? Како да му кажам на тој праведен човек што секој ден го споменува името Твое? Деј ги ангелче, деј ги душко, бре. Зери ти сакаш да знаеш што ќе правам јас? Ами лели јас сум дедо Боже? Ете, се премислив. Реков ќе пуштам големи дождој, не пуштив. Ми стана жал за луѓето, за ошто да страдат со челата и пуштив едни убави дождои. А тебе не ти е работата тоа, да ме слушаш мене што зборувам и сетне да оиш кај луѓето и да ги кажуваш моите работи. А бре, ангелче, треба да знаеш дека јас сум дедо Боже. Кај мене е и орео и камено. Сакам го кршам, сакам не го кршам. Тоа треба да знаеш. А сега ќе те пуштам да оиш пак кај луѓето и да му кажеш на тој чесен човек што го спомнува моето име, името Господово, да оди да оврши тоа што му никнало на нивата, трње, глогој што ќе најди. Сетне нека го оврши, да ќе му се роди и леп и се да си прехрани челата, оти го слави името Господово. И за друг пат да си знаеш, ова нека помини така, за друг пат да знаеш, тоа што мисли со кажува дедо Боже, тоа си е Божја работа.
на луѓето ти ништо не смееш да кажуваш. Така. Дай, овде, од ова страна. Така, сега тука. Бре, ѓупска сила. Трње вршела. Дали сте се поместиле од умот што не се јавте, да сега трње вршите, а? Еле, луѓе, вистина ова ќе го правите? Немојте, луѓе, светот ќе ви се просмее. Ај, ќе ви се просмеал светот. Го правам она што заповедал Господ. Неговата е прва и последна. Ако дава, и од трње дава. А така ли? Да видите. Ајде, ба. Да видите. Погледнете. А овде. Погледнете. Нашето трње ова дава. Кога сака Господ, и од трње дава. Видели сега, ангелче, дека кај мене е и орево и камено.